Вака, во првата порака пишуваше дека најмал проблем ќе ми биде тоа што ќе остана без работа. Дека ќе бидам однесена во Идризово, затворена, и дека таму секој ден нели ќе се изживуваат врз мене. Тоа беше првата порака, вака благо кажана од моја страна. И таа порака ми стигна негде 2 март и кога разбрав дека и на други луѓе истата личност, таа Славица Петковска, им упатува такви пораки, некако решив тој случај да не го пријавувам во полиција и да не му давам толку големо значење. Меѓутоа, јас многу се изненадив што после 2 месеци ми стигна уште една порака од истиот профил. Тоа е лажен профил. Јас претпоставам дека позади тој профил се крие машка особа. Значи нема слики, нема пријатели. Се гледа дека е лажен профилот и дека е отворен наменски за да се заканува на неистомисленици. Значи да плаши. Сега не знам што се крие, кој стои позади тој профил и на што се е подготвена таа особа. Значи, што такви пораки пишува, не се работи за некој што би рекол што е понормален човек. Во втората порака пишуваше дека се смениле плановите за мене, дека ќе бидам однесена во душевна болница на Косово, таму ќе се изживуваат врз моето тело и потоа ќе ме носеле во жолтата куќа, а знаеме, нели, жолтата куќа имаше извештај од како се викаше? Од Марти, Дик Марти. Имаше дека таму им се вадени органи на луѓе за време на војната. И сега, значи, и дека ќе бидат, и особава пишува дека ќе бидат таму извадени органите и дека ќе бидат продадени. Враќаш се ли на тие пораки кога ти стига во приватна порака на Facebook? На втората, да. И напишав нешто, сега имаше нешто напишано, демек мојот мозок нема да го продаваат, оти бил многу испран, покрај тоа што бил испран, бил и болен. И напишав само, не знам, после вакви пораки, не знам чив мозок е болен. Демек и кој тука е фашист, кој е демократ. И тоа беше, и после лицето се деактивира, значи го деактивира профилот. И тогаш решив дека јас морам нешто да преземам, оти не е една порака, тоа е втора порака, и јас не знам кој стои позади тој профил. И во полиција дури ми рекоа, демек вие многу несериозно ги сваќате, општо се сваќаат заканите што се упатуваат на социјалните мрежи несериозно, меѓутоа и тоа се закани и тие треба да се свата сериозно.